Попладнево традиционалната литија се одржува во Струга во чест на Свети Георги Победоносец. Во дневникот ја вклучуваме нашата дописничка Сонја Рилковска. Разговара со сестра Ефимија од женскиот манастир во Рајчица. Сонја, повели. Така е, Струга ја продолжува вековната традиција. Денеска во градот на Мостовите се случува 14-тата поред возобновена Ѓурѓовденска литија. Како што најавивте, овде со мене е сестра Ефимија од манастирот во Рајчица. Добар ден, Ефимија. Какво е чувството овде во дворот на црквата Свети Ѓорги, каде имаме илјадници верници? Добар ден, најнапред огромен поздрав до екипата на Македонската радио телевизија и до верните гледачи. Сигурна сум дека сите ќе се сложите околу тоа дека секоја година сакаме да ја изразиме, да ја потенцираме радоста која што извира од овој настан. Како и секоја година, и ова сме собрани во огромен број. Илјадници луѓе се присутни тука, не само од Македонија, туку и од соседните земји. И сите сме обединети во еден ист дух, во еден ист плотен дух кој што неуморно копне да го продуцира доброто, како опонент на злото и суровоста која што знае да го зафати светот. Така, кој е значењето, Ефимија, на литијата? Литиите всушност е древна христијанска практика која што ја изразува благодарноста кон Бога, одреден почит кон одреден светител, но и повикување на Божјата милост во пресрет на победа на некакво зло. Во таа смисла иструшката литија веќе речиси 2 века ја изразува својата огромна почит кон светецот Георги, но морам да признаам и факт е дека пред 14 години таа почна да го доживува својот најголем процут, секако со благослов на митрополитот Дебрско-Кичевски господин Тимотеј, кој што го ја поддржа идејата моштите на Светиот Ѓорги кои што се чуваат во нашиот манастир на овој ден да се носат во Струга, за да можат да се покланат многу верници. Ви благодарам многу за гостувањето во дневникот на Македонската телевизија. Секој момент од овде верниците ќе го започнат движењето низ целиот град за осветување на градот Струга со моштите на Свети Ѓорги. Студио? Благодарам на Сонја Рилковска, ни се јави од манастирот Георги Победоносец за големиот празник. Благодарност уште еднаш и продолжуваме и со останатите информации.